Во 7 дена не очекуваат 3 тешки надпревари, 2 надпревари од Лига на шампиони и 1 надпревар од домашно првенство, од кој прв е надпревар со Загреб од четврток. Како што и сами кажавте, Загреб е во нагорна линија, има победа со Колштад и нерешен резултат со Алборг. Ние исто како екипа кроз овие 2 надпревари против Кил и Париз покажавме една добра игра и покажавме дека полека, ама сигурно влегуваме во добра форма. Ќе направиме се да ги отстраниме тие грешки што ги имавме во 2 надпревари, кај што можевме да стигнеме до поволен резултат, али тие грешки се одраз на наше неискуство и ќе направиме се тоа да го отстраниме до надпреварот со Загреб. Уназад години Загреб менуваат по 3-4 тренери во една сезона, така да не гледам тука некоја причина за подобра или полоша игра. Загреб е добар тим, добра екипа, добар склоп на искусни и млади играчи, така да не чека еден тежок надпревар кој мислам дека ќе даеме се од себе и ќе одиграме на наше ниво, на високо ниво. Растеме како екипа, али за нешто повисоко ни треба да не ги правиме тие почетнички грешки, условно кажано. Значи тоа е одраз на неискуство. Значи немаме искусни играчи кои имаат доста надпревари од Лига на шампиони во нозете, така да со тек на време мислам дека и они ќе увидат дека надпревар дали е со ПСЖ или во домашно првенство, треба да го сватат дека е едно те исто, само малку се на повисоко ниво и така ќе добијат и самодоверба и во клучните моменти ќе одговорат како што треба, а не како што досега имаме доста и технички грешки, и промашени зицери, и почетнички грешки и така натаму. Со Загреб ќе бркаме таа некоја наша прва победа во Лига на шампиони, после тоа имаме надпревар со Вардар кој е исклучително важен за нас, за да стартуваме во плейоф со 3 бода. Во среда играме тежок надпревар со Килце на домашен терен, така да мислам дека во сите 3 надпревари екипата ќе даде максимум. Ќе ги дочекаме максимално спремни. Видлива е формата дека одиме во нагорна линија, имавме 2 одлични надпревари во Лига шампиони. Доаѓа противник како Загреб со кој мора да го дадеме максимумот, затоа што Загреб покажа во претходните надпревари една одлична и перфектна игра, покажа дека е добар тим. Се спремаме, ги анализираме и нема да биде лесно. Ќе мора да бидеме на 100% и дај Боже да се израдуваме и да ги освоиме првите бодови во оваа сезона во Лига шампиони. Бев дел од тој тим. Имам многу убави спомени од Загреб и тоа ми беше еден чекор, голем чекор плюс во мојата кариера, затоа што излегов доста млад и во еден така голем тим во кој што е екстра тим кој игра секоја година во Лига шампионите, организиран клуб во кој вистина може да се напредува и да се научи многу, така да од таму влечам само позитивни убави спомени. Сите играчи се екстра, ама како што напоменавте, голем придонес во тој тим имаат Дибиров, Чупич и Моралес, кои се вистинска голема опасност. Се спремаме, ги анализираме нивните прошли утакмици и се надевам на позитивни резултати и со победа ќе се вратиме на Загреб. Имаме прекрасната публика која е секогаш со нас, нашиот 8 играч и не радува тоа што еден дел ќе дојдат во Загреб, ќе не бодрат и тоа ќе ни значи многу и ќе гледаме да им возвратиме на крај со победа и на тие што ќе не гледаат покрај малите екрани и на тие што ќе бидат присутни во Загреб.